Значи, прво, целта на самото изложение не е само за во условите на пандемија и за мерките кои што се донесени. Значи, ние сакаме да делуваме во повеќе области на нашето живење и тоа го има во целите на изложението и секој транспарентно и јавно може да ги прочита. А сега делуваме конкретно и за мерките во услови на пандемија. Ние не сме против ништо, значи ние прифаќаме се, ама да биде избор на секој поединец, значи поединечно, посебно за децата да биде избор и одлука на родителите, а не на протоколите и на мерките кои што задолжително се спроведуваат во училиштата. Затоа што секој родител не смета дека тие се оправдани. Еве јас како родител не сметам дека се оправдани. Јас имам дете од 8 годишна возраст и не сметам дека треба целодневно да носи маска по 8 часа, дека треба секој дневно да му биде мерена телесна температура, значи да не оставаат ние сами да се одлучуваме и како родители, но и како граѓани на ова општество. Што е со вакцините, дали нив ги поддржуваат? Значи, исто така не сме против вакцинацијата, но сметаме дека исто така треба да биде таа право на избор, како што е оставена да биде, затоа што во ниеден закон не е внесено дека задолжително треба да се вакцинираме, но со тие значи, мерки кои што ги спроведуваат, еве не може да влезете во јавен објект без сертификат, тоа не е уставно и не е законски и сметаме дека така не смее да биде и треба тоа да биде укинато.